Агенцијата за млади и спорт и Цевитана со легендата на спортското новинарство Зоран Михајлов ви ги представуваат македонските спортски легенди. Населбата Ѓорче Петров во Скопје е една од најспортските во градот и може да се каже во целата наша држава. Од овде потекнуваат многу познати спортисти, а тука беа и корените на ракометниот клуб Кометал Ѓорче Петров, кој се издигна до европските и светските височини со своите резултати, па во 2002 година го освои и европското првенство, она позната шампионска лига. Меѓутоа, се си има свој почеток, има луѓе кои ја градеа таа историја за да се стигне до тие, би рекол, небески височини. Еден од тие е и професорот Владимир Радич, кој прв почна да ги привлекува оние девојчина кои има афинитет кон ракометот, да им го презентира своето знаење и едноставно што подлабоко да навлезат во ракометниот спорт. Еве овде имаме една брошура посветена на првото финале во европските шампиони на Кометал Ѓорче Петров од 2000-та година, на кое што вака има и едно подсетување на минатото, една убава слика која говори за таа историја која често ја споменуваме и без која навистина не се може. Традицијата кажува дека имало секаде луѓе кои почнувале со нешто и потоа го изградувале, да речам, тој производ за да достигне еден врвен квалитет. На оваа слика, читам, има 2, 4, 6, 8 девојчина, еве ги нивните имиња: Лилјана Живковиќ, Рената Лозановска, Светлана Димишковска, Весна Димишковска, Љубица Ѓоргиевска, Светлана Ѓурчиновска, Елизабета Момировска и тука меѓу нив Владимир Радич. Оваа слика говори на она време кога почна да се игра ракометот во гимназијата Кочо Рацин во Ѓорче Петров, на теренот Шљака, такви беа тогаш терените, дури потоа се изгради бетонско игралиште, па дури потоа се преселија ракометарките и ракометарите во салата. Владимир Радич е нашата следна спортска легенда, па еве, драго ми е, бидејќи го знам од дамнешни времења, да разговараме за спортот, за минатото. Владимир, добро дојде во емисијата посветена на македонските спортски легенди. Оваа слика и мене ме подсети на твоите почетоци, но најдобро е ти да кажеш за своите почетоци, дали ракометот беше првиот спорт или пак фудбалот. Тогаш сите сакавме да играме фудбал и најмногу ја шуткавме топката. Па, Зоки, драго ми е што сум гостин во твојата емисија. Ја следам многу пати, често пати, многу убава емисија за спортските легенди и тоа посебно ми е драго затоа што си ти водител и новинар. И ги ценам македонските спортски новинари, затоа што прават многу добри емисии, квалитетни емисии за спортот и чест ми е што сум твој гостин. Во однос на моите почетоци во Ѓорче Петров, стварно е спортско место, спортска населба. Првите почетоци беа во осмолетка, која две осмолетки во Ѓорче Петров беа доста квалитетни и имаше квалитетни деца, спортисти. Игравме ракомет, големо ривалство меѓу школите беше. Потоа во клуб и потоа ние ракометарите поминавме во фудбал. Така почна фудбал да играм. Тогаш беше Рудар од Ѓорче Петров. Рудар, па Југо Кохта беше. Да. И со играњето потоа станав тренер на младинци, тренер на македонска репрезентација во фудбал, тренер во југословенска репрезентација.
Ова малкумина од гледачите може би го знае Владимир Радич како човек кој е еден од најзаслужните за подемот на ракометниот, женскиот ракометен клуб Ѓорче Петров, а од 94-та Кометал Ѓорче Петров, а за фудбалот, фудбалџиите сигурно знаат. Да, во Југославија бев тренер со Стеван Вилотич, со Младинич, со Милјанич, тогаш во младинска репрезентација, тие како селектори на Југославија го следеа тој младински ракомет, фудбал. Но да ти кажам право, се разочарав фудбалот. Затоа што имаше лоши луѓе во управата тогаш и во школата имаше добри девојчиња за ракомет. Така почна со ракометот на бетонското игралиште со 7 ракометарки. А пред да кажеме, да почнеме да зборуваме за ракометот, да ни кажеш некои имиња од тие фудбалери на кои што си им бил тренер на времето кога биле младенци. Па тоа е голема историја, тоа например Савески од Македонија, Горачинов, Стеве Кузмановски од ФК Белград. Знаете, Горачинов играше во Звезда. Во Макарска работев во група со Богдан, со Десница, Глува Немио што беше, со Златко Риека, да. Златко Зоран Војовиќ, све репрезентативци на Југославија. И тоа беше интересна работа, интересно едно искуство за мене како тренер. Искуство, меѓутоа и ти пренесе таму некое искуство, особено за движењето во текот на играта, за брзината и така, па што ти рекоа? Па да, они, например, од нивните тренери не знаеле што е тоа стартна брзина, што е тоа промена на правец. И јас тогаш кога им кажав, тие беа изненадени од тоа што еден тренер од Македонија може такво нешто да каже, па ме прифатија. Децата добро работев, успешно. А другите тренери веднаш покрај тебе да откријат и тие да, нешто? Да, одма спличаните, кајдуковците бара, ме вика и створивме другарство таму. Така беше во Југославија. Но ти одиш во ракометот и тука ги постигнуваш оние врвни резултати. Какви беа почетоците? Еве, девојките ги споменавме, тука во училишниот двор кај ракометното игралиште. И како изгледаше тој период да се играеве ракомет во Ѓорче Петров, во Скопје и така? Па, почетокот беше многу тежок. Со 6-7 ракометарки, потоа створив јас пионерска школа, младенска школа, која ја развивав. Така од тие ракометарки, пионерки стана добри ракометарки, па влеговме во Прва Македонска лига, па во Втора Југословенска, па во Прва лига Југословенска. Играме со Раднички, што беше доживување, но за ракометарките од Ѓорче. Со тоа што не играме веќе во Ѓорче, се префрливме во Кале и тоа беше нашиот голем напредок. Кале стана храм на ракометот, особено кога почна да ги игра Кометал Ѓорче Петров, оние надпревари од европските купови. Имаше некое доживување од тогашната Прва Југословенска лига, која беше една од најсилните во Европа, бидејќи тогаш и многу освојувачи на купови европски имаше од поранешните ју простори. Јас се сеќавам на Далманада, се сеќавам на Раднички од Белград, Локомотива Загреб. Да, и имаше познати имиња тогаш кои настапуваа за тие клубови и беше навистина тешко и да се опстане во таа прва лига во која што конкуренцијата беше многу силна. Сега, за тие патувања, за тие средби, за тие надпревари од таа Прва Југословенска лига пред распадот на поранешната држава. Па да ви кажам, за
мојве ракометараки тоа беше доживување. Затоа што поим беше за младите ракометараки да играат против една Китич, една Пешич кои беа освојувачи на бројни трофеи за репрезентација на Југославија и така натаму. На надпреварите им се тресеа рацете, играа со една трема, иако добро игравме, но сепак искуството на тие екипи беше многу поголемо од колку нашето. Ние бевме прв пат во таа лига, во прва југословенска, а све со играчи мои. Мои играчи од екипата, од тимот, добро игра, перфектно. За мене одлично. Викаш, рацете им се тресеа од трема против некои екипи, да. Ама и едно патување вака ќе ви остане во сеќавање и на тоа патување и тие се треселе во автобусот кога сте оделе таму. Па тоа беше крај на Југославија, едно наше последно патување во прва лига, кога отидовме во Босна, барикади на патишта, влегуваат униформисани војници со автомати. Не знаеме кој што е. Вика, каде одите вие? Па викаме ние на утакмица. Ма каква утакмица? Нема утакмица, паркирај таму. И веднаш се вратиме назад, преку Тузла, спиевме во Шабац и дојдевме во Скопје и така прекина првата лига. Значи тоа беше прво учество, прекин, распад и одиме во транзиција. Транзицијата веќе значеше нешто друго, своја лига, своја репрезентација и репрезентирање на својата држава. Македонија веднаш ми се чини дека и Раковетната федерација, ако не прва, беше меѓу првите што беше примена во Европската и во Светската федерација и која што веднаш беше вклучена во тој систем на надпревари. Па каде се наоѓаше тогаш ракометниот клуб Ѓорче Петров? Па Ѓорче Петров имаше високо ниво на рейтинг, на едно ниво и како такви, како Ѓорче Петров и како репрезентација учествувавме на разни турнири за афирмација на Македонија. Така да во Габрово учествуваме на еден турнир во Бугарија, каде што беа Данска, Норвешка, Русија, све светски репрезентации, велесили. Тоа беше прв надпревар по самостојувањето. Прв турнир и прв надпревар се слушна за Македонија и за Ѓорче Петров. И од тогаш почна таа афирмација. А за Ѓорче Петров се слушна таму и на африканскиот континент. Подсетине, тоа беше светски клубски куп во Јоханесбург. Тоа беше кога влеговме во Лигата на шампиони, се квалификувавме за Лигата на шампиони и веднаш ни падна среќа да играме со Хипобанка. Тогаш Хипобанка беше 7-кратен европски шампион. И во Кале беше 4000 публика, ги победивме. И тие беа изненадени, мислам. Шокирани, не знаеа што им се случува. Самите играчи пред крајот на мечот беа шокирани од неверување дека можат да изгубат од Ѓорче Петров, од една екипа од Македонија, баш во таа мала земја каде што ракометот не бил познат. После тоа учествувавме на светскиот куп во Јоханесбург, таму бевме први. И така почна да играме во Лига на шампиони, се до шампионската титула. 14 учества во Лигата на шампионите, една победа и 2 учества во финалните надпревари, но интересен е оној период, бидејќи екипата постепено се градеше и созреваше. Во 1994-та спонзор стана Кометал и клубот го доби новото име, Кометал Ѓорче Петров,
а главен спонзор беше Трифун Костовски, кој целиот се вложи во ракометниот спорт, тоа мора да се каже, со својата екипа околу себе, и тогаш почна да се изградува Кометал, и тогаш и ние спортските новинари свативме дека може и во женска конкуренција да направиме добри резултати, затоа што веднаш се почувствува дека е намерата да се постави клубот на една стабилна основа. Почнува, значи, како Кометал од 1994 година, па ти беше таму, ајде, кажи ни го тоа време, како беше и што беше. И дали се правеа планови за засилување, за доведување ракометарки од надвори, се она што го прават другите клубови. Јас сум во Ѓорче Петров и Кометал Ѓорче Петров од почеток и сега сум во Ѓорче Петров. И нека каже некој дека не си легенда. Да. Иако не се чувствувам како легенда, бидејќи... Добро, ти си скромен, никогаш не сакаш да се експонираш, може би тоа ти е мана, а може би добра страна, таков карактер си. Може би. После таа победа со Хипобанка, спонзор дојде Трифун, стварно човек со големо искуство како човек и ни даде една посебна инекција, посебен стимул, мислам, паричен стимул, затоа што сите играчи беа обезбедени, клубот беше обезбеден, сите патувања беа обезбедени со тоа. Практично имате еден човек кој стои зад вас и ви дава сигурност и доверба. И така почнаме со Трифун напред. Во Лига на шампиони имаме разни противници, но за нас беше како мора една Валенсија. Валенсија од Шпанија, во Валенсија играше Кирчик, рускиња, една одличен играч. Ние дома ги победувавме, но таму губевме. Така, една година во Купот на шампионите дома ги победивме Валенсија, но таму изгубивме, дома ги победивме 3 разлика, таму изгубивме 7 и така испаднаме од Купот на шампионите. А тоа практично беше подготовка на клубот за светското првенство во Германија. И таму на светското првенство освоиме ние 7-мо место за изненадување на светската јавност и на нашата јавност, се разбира, на тоа светско првенство. Со тебе во стручниот штаб тогаш кој беа прво во Кометал Ѓорче Петров, а потоа во репрезентацијата? Оние мечеви со Валенсија и претходните во Купот на европските шампиони, кој го сочинува стручниот штаб? Ти беше основната полуга околу која почна да се гради, да се формира Ѓорче Петров, потоа се приклучува и други стручни лица. Таа година бев втор тренер, прв тренер беше Макове. Односно, кога немаше тренер од надвор, јас ја водев екипата. Постојано беше покрај аут линијата да влеташ, нема тренер, радиче тука. Мораше да има професионален тренер во клубот, затоа што клубот имаше врвни амбиции. Јас не бе професионален, затоа што работев како професор во училиште, а не ми се напушташе училиштето и така доаѓа многу тренери, од кои се разбира и јас учев многу, а им помагав на трениците и на надпреварите, учествува во таа работа активно. Се разбира, тие треба да кажат колку сум им помогал и колку вредам. Сепак не се тука тие да кажат тоа, но секогаш збореа дека што ќе ви тренер кога радиш вие тука. Така да Макове беше на светското првенство во Германија. Кога отпатувавте таму, имавте ли некои амбиции? Верувавте ли дека ќе бидете
меѓу првите 10 пласирани, тамо бевме седми на крајот. Веруваме само во наше учество на тоа светско првенство. Но така беше формата некако место за Валенсија темпирана како за светското првенство. Одлично почнаме. Значи Валенсија доста ви помогна вака за да ги помогна. Средите редовите и да видите каде шкрипи. Изгубениот надпревар ни помогна доста психички да се стабилизираме, да видиме кај сме, да видиме колку можеме и дека можеме нешто повеќе. На светското првенство владееше во Германија една посебна атмосфера кај нас, да докажеме дека вредиме како репрезентација, како играчи, како клуб од кој потекнал во репрезентацијата од Ѓорче Петров повето. Во таа репрезентација игра играчи кои има стварно желба, домашни играчи, створени во Македонија играчи, како Наумовска, Радулович, Нацева, и да не заборавам некој што игра други играчи, но и оние натурализирани, како што беа Индира, како што беа Велкова, Лела, игра со цело срце за Македонија и тамошниот успех, седмото место е стварно еден голем резултат за нас, за Македонија. Беа изненадени сите, поготово со победата на Данска. Данска беше олимписки светски шампион, а ние таму ја победиме во група и на тоа светско првенство беше Данска прва. Тоа светско првенство, прво светско за Македонија и веднаш победа над олимписки светски првак на Данска. И како се чувствувавте во тие моменти сите, бидејќи тоа беше еден голем успех, една голема победа? Па таму, тоа беше во Ној Бранденбург, имаше 5000 данци. Публика, нивна публика 5000. И на крајот беше занемена публиката. Само се радува едно 15 на германци кои навиваа за нас и на крај се славеше со македонско девече, Оро. Тоа познатото Оро што остана со Гордана Нацева на чело на Оро, македонско девојче, и тогаш првпат слуша за нашите девојчина, ете и германците, а данците со наведнати глави сигурно ја напуштија. Потоа следеше еден надпревар во Хановер, во Камбург. Во Камбург со Романија, првпат на светските првенства, 3 продолженија. Регуларен тек, 5 минути, едно продолжение, друго продолжение и на крај ги победивме. Тоа значи дека девојките беа физички добро подготвени и психолошки, зашто голем напор е на едно светско првенство, еден надпревар да трае толку долго, и друго нешто, играш против противник кој години пред тоа учествувал на такви приредби и кој има богата раковетна историја на романи и во машка и во женска конкуренција. И тоа светско првенство сигурно на сите ви остана вака во посебно сеќавање, има посебно место во меморијата и на девојките и на тренерите, како што има и кај нас новинарите и љубителите на ракометот и спортот воопшто. И тогаш се вративте, полни со импресии, бевте вака пречекувани секаде како херои, навистина ја репрезентиравте на достоен начин Македонија. Во тие мигови бевте нашите амбасадори тамо и тоа беше сигурно поттик за кометал Ѓорче Петров, повраќањето да се стегне и да помислите и вие, па чекајте, овде може да се направи резултат во Лигата на шампионите. Тоа беше 97 година, додека 98 година го освоиме 8-то место во Европа и исто така
Јас мислам дека овие ракометни првенства светските во однос на европските се посилни. Европските репрезентации се секогаш посилни светски. Добро сега напредува Бразил, Кореја, Кина, Јапонија, но европските екипи се секогаш посилни. Доминантни се тие и се знае кај се игра најмногу раковет. Тоа беше екипа клубска наша, но во клубот работеме квалитетно и според тоа и во репрезентацијата. Секојдневните тренинзи, работата на тренинзите, работата во клубот, учеството на турнири, учеството во купот на шампионите донесе до резултати за репрезентацијата. Се разбира дека народот беше одушевен, не чекаше во Скопје.